Колку често кажуваме искрено благодарам и зошто е тоа важно? Научно е докажано дека благодарноста не прави позадоволни, посреќни и поисполнети. Се чини дека благодарните луѓе се подготвени да прават добри работи за другите. Придобивките од практикување благодарност се речиси бескрајни. Но дали навистина го разбираме концептот? Ствари не знаат некои основни работи за морал, етика и нормално однесување према своите родители, а како и према своите соседи. Заблагодарувањето зависно од моменталната ситуација, односно доколку имат некоја материјална корист се заблагодаруваат, но после тоа ќе завршат својата материјална корист ги забраваат и ги поминуваат луѓето, па некогаш и своите родители, ако не им дадат некои материјални средства, тие почнуваат да ги бойкотираат на еден начин со непочитување, со излегување и враќање во несоодветен термин. Поголем број од граѓаните се децидни дека благодарам добиваат само кога станува збор за материјално добро, но во реалноста младите често не го практикуваат тој гест. Заблагодаруваат се на старите, на пензионерите, на кои се заблагодарат. Без работа, избегаани младите, на кои? Култура, па мала не е културата на младите. Према старите, сакам да кажа. Мала не е културата. Не. Пари, ако имаш, ќе ти заблагодарат, ако немаш пари, нема. Благодарам, фала, ама нема ништо, тоа не важи. Ја го имам, за тоа и не се благодарен. Јас за моите спрема мене се добри, па за други не знам. За моите деца си кажувам, за имам син и керка спрема мене се добри, па сега за други не знам, не можем да кажам. Прифаќањето на оваа наведум обична појава не само што ги подобрува нашите секојдневни искуства, туку и поттикнува чувство на задоволство и мир, преку редовно признавање на малите радости во животот.